Добар ден на сите. Најпрвен сакам да ги поздравам сите граѓани на Крива Паланка. И во моје име, ама морам да им пренесам поздрав и од мојата сопруга, вика да ми ги поздравиш мои паланчанки и паланчани. Почитуван амбасадор на Европската Унија Девид Гир, почитуван директор на Европска банка за обнова и развој за Северна Македонија Фатих Туркманоглу, почитуван министер Бочварски, почитуван министер Николовски, градоначалник на Крива Паланка Митовски, почитуван директор на Јавно предпријатие за државни патишта Рустеми, почитувани медиуми. Денес ја означуваме успешната реконструкција и рехабилитација на патната делница Крива Паланка Деве Баир, со што ја привршуваме модернизацијата на патните правци во североисточниот дел од државата, кој беше заборавен со децении. Овој пат беше предмет на разговор кој што го имав на првиот ден како председател на владата со министерот Бочварски, со премиерот на Бугарија Кирил Петков и со нивниот тогашен министер за транспорт и врски. И тогаш кажавме дека овој патен правец комплетно ќе го рехабилитираме, комплетно ќе го реконструираме и ќе отвориме трета лента која што во тоа време не постоеше. Истовремено ќе извршиме рехабилитација на патот до Страцин и дека ќе ги отпочнеме работите на експресниот пат од Ранковци до Крива Паланка, кој што доколку медиумите сега отидат ќе видат дека се работи со забрзано темпо. И ние нашето ветување си го исполнивме. И сега сакам да му кажам на амбасадорот Гир и на медиумите да му пренесат на сегашниот премиер на Бугарија и на поранешниот премиер на Бугарија Кирил Петков, а сегашен се уште председател на партијата Продолжуваат промените, дека тие нивната работа не си ја завршија. Нити го завршија делот на патот кај Ќустендил, нити го завршија делот на патот на страната на Бугарија кон граничниот премин Клепало. Така да, амбасадор Гир, можете преку Брисел да им кажете дека ние нашата работа ја завршивме, а тие нивната работа не ја завршија. Државниот пат А2, делницата Крива Паланка Деве Баир, кој денеска официјално го пуштаме во употреба, е во должина од 13 км, каде е извршена рехабилитација, санација на пропустите на патот и проширување со трета лента. Се работи за инвестиција од 12,2 милиони евра, обезбедени преку грант на Европската Унија и поддршка преку Европската банка за обнова и развој. Зашто во оваа прилика сакам да изразам благодарност на евроамбасадорот Гир и директорот на Европската банка за обнова и развој за финансиските средства кои што беа одобрени. Со проширувањето и рехабилитацијата на овој клучен патен правец, дел од паневропскиот коридор 8, ставаме крај на потешкотиите на граѓаните кои го користеа и овозможуваме побрзо и побезбедно патување до граничниот премин Деве Баир. Реализацијата на патните правци кои се дел од коридорот 8 и коридорот 10D за нас се од посебно значење, бидејќи инвестициите во овие два коридори се политички и економски влог во нашата европска иднина. Веќе го пуштивме во употреба магистралниот пат Куманово-Страцин, кој се рехабилитираше за прв пат после повеќе од 30 години и каде се вложени околу 12 милиони евра. Во тек се градежните активности на експресниот пат Ранковци Крива Паланка и сега со рехабилитацијата на патот од Крива Паланка до граничниот премин Деве Баир го комплетираме источниот дел од коридорот 8. Целиот овој регион го заживуваме по неколку деценитски застој. Плановите на многу влади пред нас ние ги реализираме бидејќи за нас приоритет се потребите на граѓаните. Создаваме држава со модерна патна инфраструктура, каква досега не е изградена. Се гради на секаде и тоа по современи стандарди. Нашите постигнувања носат придобивки за нашите граѓани, кои тоа го гледаат и го вреднуваат. Во последните 5 години за модернизација на патната мрежа низ државата, преку изградба и рехабилитација на патишта се имплементирани крупни инфраструктурни проекти кои порано беа само на хартија. Започнавме со реализација на најголемата капитална инвестиција во историјата на нашата земја, коридорот 8 и коридорот 10D, кои што за прв пат ќе не поврзат со исток и запад, со што Северна Македонија станува клучен транзитен центар. Со изградбата на овие два коридори ги зајакнуваме врските со соседите, отвораме 8000 работни места, создаваме можности за нови бизниси,
ги вклучуваме во работа и домашните компании и стимулираме економски раст и зголемување на трговската размера. Дополнително ќе има простор за нови бизниси и нови работни места во регионите каде поминуваат коридорите, со чија изведба се предвидува номинален раст на бруто домашниот производ од 2% годишно во наредните 5 години. Северна Македонија го менува својот лик и станува уште подостапна за инвеститорите кои се повеќе го препознаваат можностите и потенцијалите на нашата земја. Ако минатата година беше година на нови можности, оваа година очекувам да биде година на европски можности кои се зголемуваат и со планот за раст за Западен Балкан, кој се очекува да обезбеди забрзан напредок на земјите во регионот и побрзо вклучување на заедничкиот европски пазар. Овие европски можности ќе ни обезбедат нашата европска иднина, на која посветено работиме и така и ќе продолжиме. На крај, сакам да се заблагодарам за успешната реализација на овој проект, прво на министерот Бочварски, исто така на министерот Николовски, кој секогаш ги застапува интересите и на Североисточна Македонија, и на Крива Паланка, и на сите општини кои што се во околината на Крива Паланка, на градоначалникот Митовски, кој што исто така со општинската администрација помогнаа сите проекти да можат да се реализираат, и секако на изведувачите и на работниците кои што работеа на овој патен правец. Ви благодарам и нека е со среќа.